Вести на Канал 8, добар ден. Започна пријавувањето за отпис на долговите на лицата од социјално ранливите категории. Процедурата за тоа се спроведува според законот што го донесе владата, а ќе трае во наредните 30 денови. Голем интерес пројавија граѓаните на Кочани уште на првиот ден од рокот за отпишување на дел од долговите за струја, радиодифузна такса, кредити и слични обврски. Во Центарот за социјални работи рекоа дека се реорганизирале просторно, за да можат што поефикасно да им одговорат на сите оние кои сакаат да поднесат барање за отпис. Имало и лица кои доаѓале за да добијат подетелни информации дали се опфатени со законската одредба што ја донесе владата, односно кои документи им се потребни при поднесувањето на барањето. Од Центарот за социјални работи рекоа дека отпис на долговите ќе се врши кај 3 категории граѓани, односно кај приматели на социјална или постојана парична помош, кај невработени лица кои се активни баратели на работа подолго од 12 месеци и кај лица кои поради здравствената состојба или смрт на брачен партнер од 2009 година до денес се оневозможени да остваруваат приход. Потребни документации за сите категории е фотокопија од лични карти за себе и за брачниот партнер. Значи е потребно фотокопија на извод од венчаница, доколку се во брачен однос. Ако се работи за починати лица, почитан брачен сопруг, значи извод од матечна книга на умрени, фотокопија и медицинската документација доколку долгот настанал поради сопствен инвалидитет или инвалидитет на брачниот партнер. Поред документите треба и фотокопија од последната неплатена сметка или пак ако се работи за банка, фотокопија од трансакцијската сметка дека во која банка е настанат долгот. Останатите потребни документи, велат од Центарот за социјални работи, се прибавуваат по службена должност, зашто лицата кои поднесуваат барање за отпис потпишуваат и изјава. Ова е само закон за еднократен отпис на долговите. Значи сега у моментот е поднесувањето на барањата е во рок од 30 дена, понатаму Министерството за финансии, односно владата си формира комисија и после си ја разгледуваат и одговор ќе достават до барателите на овој еднократен отпис на долговите и мислам дека целата постапка би требало да заврши до крајот на октомври 2014. Дел од лицата кои на првиот ден по пријавувањето за отпис на долговите дошле да се информираат за процедурата, веќе поднели и барање со потребната документација. Од Центарот за социјални работи рекоа дека не можат да соопштат колкав е потенцијалниот број на баратели, затоа што не се работи само за социјално загрозени кои се во нивната евиденција, туку опфатот е поширок, поради што конкретни податоци ќе се добијат по истекот на законскиот рок за пријавување. Армијата на Република Македонија го одбележува своето 22 годишно постоење. По тој повод во касарната Јане Сандански во Штип се одража свеченост. Со тактичко-технички збор и презентација на дел од вооружувањето и опремата на првата механизирана пешадиска бригада во касарната Јане Сандански во Штип свечено беше одбележан 18 август, денот на армијата на Република Македонија. Предходно во знак на почит на паднатите херои од народно-ослободителната борба и од конфликтот во 2001 година беше положено цвеќе на споменикот Македонија. На одбележувањето на 22-та годишнина од основањето на македонските армиски сили присуствуваа поголем број гости, поранешни воени лица, градоначалници од источниот регион и граѓани кои имаа можност да се запознаат со тактичката подготвеност на војниците и старешинскиот кадар. На воената свеченост припадниците на бригадата ги поздрави нивниот старешина, подполковникот Стојанче Тодоров, командант на вториот механизиран пешадиски батаљон. Со преземањето на најголемиот воен објект, касарната Илинден во Скопје, се отпочна со формирање на армија од регрутен состав, која во годините што следеа прерасна во целосно професионална армија, обучена според сите современи стандарди. Со пристапувањето на иницијативата Партнерство за мир во ноември 1995 АРМ активно започна да учествува во активностите и обврските на Евроатланската алијанса. Стратегиска определба на армијата на Република Македонија и на секој нејзин припадник, без разлика на чин, должност, национална, верска или полова припадност, е полноправно членство во структурите на евроатланските безбедносни организации. Продолжуваме по патот на предизвиците без да се плашиме од она што е пред нас.
Подполковникот Тодоров рече дека единиците во гарнизонот во Штип покрај своите редовни задачи посебно се истакнуваат и во изведувањето на акции, пружење помош на граѓаните, на цивилните структури и на органите на локалната власт, со што се потврдува народниот карактер на армијата на Република Македонија. Во рамки на свеченоста на војниците што покажале исклучителни способности во извршувањето на обврските, им беа доделени признанија. Сообраќајната безбедност е загрозена според последните согледувања. Во Кочани зголемен бројот на прекршоци. МВР апелира на внимателност. По текот на еден ден во Кочани се прават над 20 потешки сообраќајни прекршоци. Тука не влегува бројот на кршење на правилата, во кои возачите поминуваат без казна или предупредување за тоа што биле незабележани. Бројот на прекршоци во сообраќајот е зголемен за околу 4%. Бројот на жртвите во сообраќајот во однос на минатата година исто така е благо зголемен, иако доминираат сообраќајните несреќи во кои најчесто имало една човечка жртва. Како и бројот на привремено одземени возила за 56,3%. Забележано е опаѓање на бројот на исклучени нерегистрирани возила, а се зголемил бројот на возила кои биле технички неисправни. Во првите 7 месеци од 2014-та се намалил бројот на сообраќајни несреќи со материјална штета. За Министерството за внатрешни работи, ова се состојби кои говорат дека сообраќајните контроли мора да продолжат со исти зголемен интензитет, бидејќи превентивното дејствување ги дава своите резултати. Меѓутоа мора да упатиме и една порака до учесниците во сообраќајот без разлика во која улога се наоѓаат, дека секој од нас носи сопствена одговорност и може да биде причина за губење на човечки живот или за сообраќајна несреќа со потешки последици, порача министерката Јанкуловска. Зголемен број заболени од жолтица се хоспитализирани лица во инфективното оделение на Штипската болница. За сега нема место за паника, велат лекарите, затоа што болеста во регионот се уште не е со сериозни размери. Невообичаено за овој период од годината, во Штипската клиничка болница се премине на лекување поголем број лица заболени од хепатит од типот А, односно жолтица. Повеќето од нив се јавиле на лекар во последните 3 дена, а предпоставките за причините се дека се работи за недоволна лична хигиена или употреба на лесно расиплива храна. Иако бројот на заболени не е загрижувачки, сепак од болницата велат дека постојано се следи здравствената состојба со десетината хоспитализирани, а се испитуваат и причините за заболувањето, за да се превенираат нови случаи. Можам да кажам дека хепатит А е сезонско заболување, макар што ние очекувавме обично во есен или зима, али сега август месец, баш летниот период, моменталната состојба се 11 пациенти се хоспитализирани, од кои што докажани, значи со изолати, хепатит А се 4 пациента. Станува збор за голема бројка или бројка која е веќе стандардна за овие периоди? Очекувајќи ги стандардите како што треба да бидат, ви кажа, пошто ние очекувавме од есента па до зимото обично ги имаме. Тие може да биде поголема бројка, меѓутоа ипак бројка не е за замерување. Вчера, например, беа примани 4 пациенти, значи како нови случаи. Изворот на болеста се уште не е познат, но лекарите тврдат дека пациентите меѓусебно не се поврзани, односно доаѓаат од различни реони. Значи нема некоја поврзаност меѓу пациентите, како спорадични случаеви се, сега не можеме да предпоставаме дали може да биде храната, бидејќи хепатит А е спаѓа во болестите на нечистите раце, значи фекално-орална инфекција, може да биде причина и хигиената или нечисти раце или храната, може да биде загадена вода, значи или услови каде што нема и канализација. Заболените од жолтица се на различна возраст, а живеат и во рурални и во урбани средини. Освен нив, во клиничката болница во Штип има хоспитализирано и други заболени лица. Во моментот си ги имаме вообичаено цревните инфекции, значи тоа они се за овој период вообичаени, макар што немаме некои изолати у смисол на салмонели или шигели, балем сега во овој момент, тоа се како некои ентероколити. Бројот на пациенти со стомачни проблеми кои се примени на лекување во болницата е 10, со различна динамика на пријавување нови случаи. Во однос на потврдените 4 и 7 сомнителни случаи на заболени од жолтица, пак лекарите предупредуваат да се внимава на хигиената во овие денови кога има високи дневни температури, како и на исправноста на храната што се користи.
Се опремуваат пратеничките канцеларии. Канцеларијата на пратеничката Магдалена Манаскова сместена во општинската зграда на Виница. Канцеларијата на парламентарната мрежа за комуникација со граѓаните во Виница се наоѓа во општинската зграда и е отворена секој работен ден од 10 до 15 часот. Канцелариите на парламентарната мрежа за комуникација со граѓаните се отворени за да обезбедат врска и директна комуникација помеѓу граѓаните и нивните избрани представници во Собранието на Република Македонија. Граѓаните и граѓанските организации на тој начин ќе можат да се консултираат со пратениците во врска со законски решенија и други иницијативи. Во новата канцеларија, граѓаните можат да закажат состанок со пратеникот Магдалена Манаскова, да се информираат за нештата кои се во ингеренција на пратеникот, да учествуваат во носењето одлуки и креирање на политики, да предлагаат идеи и да ги споделуваат своите мислења за одредени законски решенија, а истите можат да бидат искористени при подготовка на предлог закони или амандмани на постоечки закони, да поднесуваат иницијативи и поттикнат законски решенија, како и да побараат одговори од извршната власт преку пратенички прашања. Продолжува борбата против комарците во Кочанскиот регион за оваа година. Третото прскање ќе биде од земја и повторно ќе се реализира во соработка со Центарот за јавно здравје. 2 дена поред оваа недела ќе се реализира уште едно прскање против комарците. Третманот против инсектите, што се карактеристични за регионот, е дел од третата фаза за нивно уништување и ќе се реализира в среда и четврток на 21 и 22 август. Планираната акција се реализира во период од околу 1 месец по претходното прскање, за што се очекува да погодуваат и временските услови. Прскањето ќе се реализира од земја, а терминот е како и во претходните 2 месеци, меѓу 22 и 5 часот наутро. Се планира да биде опфатена површина од околу 300 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби, како и во населените места Тркање, Горни и Долни Подлог, Градовци, Прибачево и Оризари. Како што е познато, третирањето се реализира во соработка со Центарот за јавно здравје, а повторно ќе се користи препаратот што е одобрен од Бирото за лекови, познат под името Аквакотрин, односно Делтаметрин. Од Центарот за јавно здравје потврдија дека хемискиот состав на препаратот нема штетно влијание врз луѓето и топлокрвните животински видови, но со оглед што средството со кое ќе се третира е штетно за пчелите, од општина Кочани ги известуваат пчеларите дека пчелните сандаци треба по прскањето да бидат затворени 6 до 8 часа. Спроведувањето на третманот против комарците, како и досега, ќе зависи од временските услови. Доколку тие бидат неповолни, односно има врнежи од дожд или пак силен ветер, прскањето ќе се одложи за наредниот ден. И за крајот вестите спортската информација. Заврши Балканското првенство во одбојка. Македонската младинска репрезентација го освои последното место. Триумфираше Турција. Македонската младинска машка репрезентација го освои 7-то и последно место на Балканското првенство што викендов заврши во Виница. Тие со третиот пораз од исто толку надпревари се најдоа на дното од табелата, откако во саботата беа поразени од Грција убедливо со 3:0. Лошата игра уште на стартот на надпреварот придонесе нашите противници да имаат предност од 10 поени, која успешно одржува во текот на целиот прв сет. Во вториот македонските надежи прикажаа подобра игра која даваше можност дека е можно да дојдат до позитивен резултат, но квалитетот кој несомнено беше на страната на грците дојде до израз. Најдоброто од македонската селекција произлезе во последниот сет кој иако го изгубија одбојкарите практично го дадоа максимумот и барем честно се простија од шансата да се борат за петото место. Македонија Грција по сетови 15:25, 20:25 и 21:25. Во саботните полуфинални надпревари можност за битка во финалето остварија Србија која победи Бугарија со 3:1 и Турција која совлада Босна и Херцеговина убедливо со 3:0. Во последниот меч од ова балканско првенство се соочија репрезентациите на Турција и Србија, во кој на крајот турците се закитија со златниот медал. Тие со резултат 3:1 успеа да го освојат најсјаното одликување, со квалитетна игра во текот на целиот турнир, покажаа дека имаат навистина одлична генерација. Почетокот не најавуваше такво нешто. Србија го доби првиот сет со 25:23, но наредните 3 сета убедливо им припаднаа на турците 25:19, 22:25 и 12:25.
Конечна табела: Турција златен медал, Србија сребро, Бугарија се избори за бронзата. Од 4-та до 7-та позиција се најдоа Босна и Херцеговина, Грција, Романија и Македонија. Градскиот фудбалски клуб Осогово со нови проблеми. Жолтосините со лоша реализација и финансиски проблеми пред стартот. Осогово и Здравје Радово одиграа контролен надпревар пред стартот на првенството во третата фудбалска лига Исток за двете екипи, последен во летните подготовки. Но надпреварот не ги оправда очекувањата. За 20 минути и двете екипи упатија само по еден сериозен удар кон противничкиот гол. Нападот останува рак рана на Осогово, кој имаше катастрофална реализација во подготовките. Одбранбениот ред тешко му дозволува на противникот да создаде посериозна шанса за погодок, но напаѓачите уште потешко создаваат можност да го загрозат противничкиот гол. Осогово беше во преговори за засилување во шпицот, но што сето тоа кога екипата кубури со финансиски средства, а потврда на тоа и неплатената котизација до истекот на рокот 15 август. Но тоа е работа на клубската управа, на која и во последните сезони и требаше екстра рок за да ја исполни обврската. До почетокот на првенството останува уште една седмица. За Крсте Крстев тоа е уште малку рок до кога ќе биде ставен на вистински маки како да го вкомпонира стартниот состав кој ќе тргне во мисија за освојување на првото место, што од почеток се чини како невозможна мисија ако се знае силината на екипата на јака сезонава. Осогово уште еднаш е ставен пред свршен чин уште пред да биде крената завесата на лигата. Тоа беше се што ви подготвивме за понеделничкото издание на вистите. Следете ни на веб страницата kanal8.mk. Довидување.